Железничкиот сообраќај во зимјава е блокиран, вработени во железничка инфраструктура попладнево ги стопираа возовите, бидејќи не ја добиле априлската плата. Иако имале средби со претпоставените им било витено дека платата во понеделник ќе легна на нивна сметка. Сепак железничарите засега нема да ги отстранат блокадите. Ова за Канал 5 го потврдија и извори од железницата. Велат возовите ќе сообраќаат кон Велес, Битола и кон Солун тогаш кога платата ќе биде исплатена. Во моментот синдикалците преговараат оваа состојба да биде надмината. Блокада на железничкиот сообраќај во Македонија. Попладнево возовите престанаа да сообраќаат откако дел од вработените во јавното претпријатие за инфраструктура запреа со работа лутиот им доснат априлските плати. Според информации на А1 до блокадата дошло откако вработените во инфраструктура дознале дека за нивните колеги од претпријатието за транспорт ќе има плата, но не и за нив. Директорот на инфраструктура за А1 објасни дека до ваквата ситуација дошло поради револтот на вработените во неговиот оддел, но ситуацијата се решила по половина час. Сообраќајот бил одблокиран откако во координација со Министерството за транспорт и врски е донесена одлука платата за април да биде исплатена за вработените во двете компании. Според информации на А1, блокадата почнала на двете главни железнички крстосници Скопје и Трубарево, каде вработените во инфраструктура не ги пропуштаа возовите. Нема информации колку возови беа под блокада. Во македонски железници во секторите транспорт и инфраструктура работат околу 3000 лица. Тезничната состојба во ова претпријатие се појави откако претпријатието се подели на две фирми, а се интензивираше попадот на сообраќајот предизвикан од светската финансиска криза. Исходот на средбата ќе се знае дали штрајкот на железничарите ќе продолжи во наредните денови. Железничкиот сообраќај попладнево 3 часа беше блокиран. Не сообраќаа возовите кон Велес, Битола и Солун. Вработените револтирани што и денеска на сметките не ја добија априлската плата. Ги сопреа возовите во Скопје и во Трубарево.